И општина Брвеница во рамки на своите можности ќе помогне за лекување на младиот Томче Костадиновски од населеното место Седларце, кој боледува од душенова мускулна дистрофија. Брвеничките советници едногласно ја усвоија 11-тата точка, која ја предложија советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како дополнување на дневниот ред со цел да се помогне на ова младо момче. Имавме дополнување од страна на еден советник од Социјалдемократскиот сојуз, се работеше за еден хуманитарна цел, за едно дете од 14 годишна возраст, болен, треба да се лекува у Кина и беше човечки да го прифатиме, па сега колку има можност општината да му помага, тоа ќе видиме понатаму. Едногласно беше усвоен извештајот од страна на Комисијата за финансии и буџет по однос на завршна сметка на буџетот на општина Брвеница за 2013 година. Со 12 гласа за и 2 воздржани беше усвоена и завршната сметка на буџетот на општината за изминатата година. Дел од советниците на седницата се пожалија и на слабото улично осветлување во општината. Во некои од нивните населени места улиците биле во мрак и по 10 дена. Уличното осветлување во моментов проблеми има на секаде. Во случајот во јас идам од село Челопек, Горни, и таму истата работа. Улично осветлување више немаме едно 10 дена сигурно. Одговорноста никој не ја презема, кој е крив, кој не е крив. Ќе треба да разгледуваме тој случај со уличните осветлувања, значи во сите села офатени за нашата општина и ќе видиме што како понатаму. Општината е надлежна, меѓутоа тука треба да се дефинира во моментите или кој, како и што стои позади тие улични осветлувања. Дали, например, стои општината или стои ЕВН, и кој е крив за овие случувања што сега се случува да нема струја луѓето 10 дена. Како главна точка беше билансот за 2013 година, што го донесовме со мнозинство на гласови. Тука имаше некои објекти за легализација. Значи, во моментов точките поминуваат така како што и се очекува, комотно, затоа што крај крајева ние сме избрани за граѓаните и некои точки баш се работат за граѓаните што треба да ги усвојуваме. Брвенечките советници дискутираа и за предлог одлука за утврдување на зоните и движење на пазарната вредност, надградежно и земјоделско земјиште на подрачјето на општина Брвеница, за утврдување на данокот на имот и данокот на недвижност и наследство и подарок. Префрлена за другата седница беше 8-та точка на дневниот ред, која се однесуваше на предлог одлука за вклопување на бесправен објект во урбанистичката планска документација за населеното место Брвеница, поради недостаток на фотодокументација од соодветната комисија.